Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Преди го комплетира владиниот кабинет, изборот на нов министер и заменици ќе чекаат официјален предлог од Мицковски. 18 министри за здравство во 33 години независност, од Колевски до Таравари, што наследија, а што оставија во секторот. 3 криминални банди опфатени во 2 обвиненија. Беланоца вршела нарачани убиства, групата на Штекли тргувала со дрога. Стојанче Ангелов со нов трансфер од функционален ЦУК се сели на директорската позиција во ДЗС без ниту еден исправен ер-трактор. Ќе успее ли генералот да ги спои институциите на системот за кризи? Уапсен британецот кој со автомобил влета во толпата навивачи на Ливерпул. Истрагата ја исклучи можноста за терористички напад. Во овие вести во живо со последните информации за случувањата во владината коалиција, останете со нас. Вреди одлучи кој ќе биде предлогот за нов министер за здравство, но се уште го нема комплетирано владиниот состав во целост. Најавите се дека деновиве ќе бидат познати и новите заменици министри. Деталите ги има колегата Даниел Василев, го имаме во живо во овие вести. Даниел, има ли барем информации кои би можеле да бидат замениците на министерот за земјоделство и на министерот за одбрана? За сега нема такви информации, барем според она што го кажа вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджити, се чека да се комплетира списокот на нови заменици, но и на други позиции кои што ќе дојдат од вреди како замена на оние кои што си заминуваат со доскорешниот министер за здравство Арбен Таравари. Во меѓувреме продолжува реториката на челниците на вреди дека нивната коалиција и натаму се зголемува и покрај тоа што Таравари и својата екипа одлучија да ја напуштат владата. Сите детали од денешните изјави во поглед на случувањата како во владата, така и во коалицијата вреди ги гледаме во продолжение. Предлогот Азира Лиу да биде нов министер за здравство во следните денови ќе го помине владиниот филтер. Дали до владата ги доставивте предлозите за министри? Се работи, значи, деновија. Деновиве ќе бидат доставени? Да. За сега не е јасно кога точно Алиу ќе се најде во собраниска процедура. Меѓутоа, коалицијата вреди се уште го комплетира својот список на владини функционери. Прашан дали Алиу ќе се снајде на новата министерска функција со оглед на тоа што доаѓа од информатичкиот сектор, Меджити вели дека за позицијата министер најважни се менаџерските способности, а поради тоа Алиу бил најдобар предлог за тоа место. Предлогот Алиу да стане нов министер за здравство ќе биде ставен на седница во законодавниот дом веднаш штом владата ќе го испрати, уверува собранискиот спикер. Како што знаете, и по закон и по деловник предлогот доаѓа од владата. Премиерот треба да предложи нов министер. Кога ќе дојде на дневен ред предлогот, веднаш во собрание ќе биде доставен до сите пратеници и ќе ја ставиме на првата наредна седница, штом ќе дојде предлог. Порокадите во владиното мнозинство и излезот на Арбен Таравари со дел од својата екипа од владата, од вреди уверуваат дека мнозинството е стабилно, а нивниот број се зголемува. Веќе расте, вчера се кооптира членовите од Алијанса за албанците на чело со Арбен Петај, 10 члена од нивна страна, во рамките на Влен е избран шеф на штабот Аднан Азизи. Вчера елаборираше за екипата што ја формира, отварање на штабови по сите градови каде што претендираме, значи, за локалниве избори и работат на визијата и програмата. Нема никаква дилема околу тоа дали имаме мнозинство, се работи околу преминувањето на некоја од една од политичките партии во опозиција, но гледате дека и неколку пратеници остануваат дел од Влен и мислам дека владата и парламентарното мнозинство ќе работи со полн капацитет. Доскорешниот министер за здравство Таравари го сврте грбот на владата и одлучи да оди во опозиција. Иако најави дека на предстојните локални избори ќе коалицира и со ДУИ и со вреди во интерес на албанското прашање, сепак оваа понуда експресно беше одбиена од првите луѓе на вреди. Даниел, какви се информациите, дали пред да бидат предадени овие предлози на гласање во собранието, ќе има некаква коалициска средба за да биде потврден составот на новиот владин кабинет?
Иван, според последните информации кои што ги имам, се споменува такво нешто, меѓутоа за сега нема официјална потврда. Веројатно ова ќе стане појасно откако ќе заврши владината седница, која според последните мои информации се уште е во тек. Практично можно е да има коалициска средба пред и официјално овие предлози вреди да ги достави до владата на која што таа ќе треба да одлучи, па потоа и предлозите да ги испрати во собранието. Во секој случај најверојатно нема да се случи тоа во наредните 2 дена со оглед на тоа што собранието има набиена агенда, со оглед на тоа што утре треба да се избира новиот гувернер Трајко Славески, а веќе за во четврток закажани се пратенички прашања. Ќе ги следиме случувањата, секако многу повеќе на оваа тема ќе разговараме и во тема на денот во Централниот дневник. Даниел Василев, благодарам за овие информации. Во изминатите повеќе од 33 години независност, Македонија имала вкупно 18 министри за здравство. Најдолг мандат имал Никола Тодоров, а Таравари во 2 различни влади не успеа да остане ниту една година. Во овој сектор министри беа и таткото и синот Филипч. Сања Димитровска има анализата што наследија, што ветуваа, што оставија зад себе. Со кои дигитални вештини информатичарот Азир Алиу ќе го спасува најболниот сектор во државата. Поранишниот министер за информатичко општество и официјално е кандидат на вреди за прв човек во здравствениот сектор, по оставката на Таравари. Се чека неговиот предлог да помине и низ останатите филтри. Алиу, ако биде избран, ќе биде 19-тиот министер за здравство во повеќе од 3 децениското постоење на државата. Ке добива плата од 115.000 денари, а во здравствениот сектор го чека судскиот процес за најголемиот скандал во здравството на онкологија. Апелите на повредените од најголемата трагедија во државата кои бараат соодветен третман. Немањето термини за магнетна, недостигот на лекари кои ќе читаат резултати и уште многу други проблеми кои му ги оставија во наследство неговите предходници. Меѓу 18 министри кои раководеле со здравствениот систем, само Никола Тодоров е правник и идниот, доколку биде избран, кој доаѓа од IT секторот. Сите останати се од медицинската фела. Најдолго на министерската фотелја седеше Тодоров, речиси 6 години. Арбен Таравари пак е единствениот кој 2 пати ја имаше титулата министер за здравство и тоа во 2 влади. Меѓутоа, ниту во 2017, ниту сега не издржа 1 година на функцијата. Перко Колевски е прв министер во експертската влада во 1991 година, а по него со министерството раководеа Тофовски, Илиовски, Даниловски, Милошевски, Оровчанец и уште десетина други. Во 33 години независност, со здравството раководеле и татко и син. Илија Филипче во 1997 и 20 години подоцна неговиот син Венко. Многу министри ветуваа брда и долини за унапредување на здравството, но најчесто само на хартија или физибилити студии. Мој термин е единствен проект кој се уште функционира, за разлика од електронската здравствена картичка која не стигна до примена. Нов клинички центар беше ветување и прво во агендата на најмалку 5 министри, но и по 15 години никој не удри камен темелник. Раздвојување на клинички на посебни установи по 2 директори, беа реформи во едно време на неколку министри. За сега повторно да се бара спојување на клиниките. Многу најавуваа регионализација, но кочанската трагедија покажа колку децении не се реновирани болниците во внатрешноста и како изгледаат. Многу работа ќе има идниот министер за здравство, а јавноста чека да слушне што ќе му биде прво во агендата. Сања Димитровска, Сител телевизија. Со вештачка интелигенција Алиу ќе може да го спаси секторот здравство, кои ќе бидат предлозите за заменици министри, што загуби вреди со заменувањето на Таравари, за подготовката за локални и обвинувањата од ДУИ во тема на денот со вице-премиерот Изет Меджиди. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција поднесе 2 обвиненија по истрагата за Скопското подземје, во која биле опфатени 3 криминални групи. Успеале да утврдат дека членовите на Беланоца нарачувале и извршувале убиства, а групата на Штекли работела со трговија на дрога.
Нарачувале убиство од затвор, извршувале убиство од одмазда или да го намалат влијанието на спротивставената криминална банда. Другата ја закупувале на државни градежни земјишта. Обвинителството за гонење организиран криминал поднесе 2 обвиненија за 3 криминални банди од Скопското подземје. Едната е Беланоца. Обвинителството ги следела членовите на оваа група една година. Има 9 обвинети, од кои едниот е почината, 7 се во бегство. Еден бил фатен вчера. Според доказите на ОЈОГОК, виновни се за 4 убиства. Убиството на Орхан Байрамовски Оки, еден од шефовите на кланот Дукјанџик, во вила на Ханиоти пред 2 години. Членовите на Беланоца се одговорни за двојното убиство во Шишабар на Јетон Кривањева и Ениси Сини. Убиствата биле нарачани од затвор, а комуницирале најчесто преку Снепчат. Шефот на Беланоца, Фатлиу Мајети Тоте, веќе издржува затворска казна. Втората група од Скопското подземје нема звучно име како Беланоца, но ги врши истите кривични дела. Според обвинителството, не соработуваат со Беланоца, но имаат ист непријател. Сака да го намалат влијанието на спротивставената криминална група. И убиствата на оваа банда од Скопското подземје се нарачувале од затвор. Обвинени има за 3 организатори и 20 извршители на убиствата. 3 се во бегство, а одговорни се за 3 убиства, од кои едното е двојно. Обвинителството за гонење организиран криминал една година ја следела и групата на Раде Трајковски Штекли. Тој како шеф на групата, која нема име, под него имал 16 други кои продавале друга. Обвинителен акт има за 10 лица, а другите 7 се спогодиле со обвинителството и почнале да издржуваат казна. Минималната казна затвор за продавање наркотични супстанции е 5 години, а оние кои се спогодиле добиле од 3 до 3,5 години затвор. Другата од групата на Штикли се продавала најчесто по локали во општина Аеродром, а обвинителството во соработка со МВР пронашли каде била скриена, на градежен објект на државно земјиште. Од групата на Штикли сите се во притвор. Тамара Дичаска, Сител телевизија. Почна со слушувањето на родителите на жртвите од дискотеката Пулс. Согласно договорениот распоред, обвинители во Кочани, Штип и во Скопје ќе ги слушнат сознанијата кои тие ги имаат за овој предмет. Започнаа со слушувањата на законските застапници на жртвите во пожарот во кочанската дискотека Пулс во обвинителствата во Кочани, Штип и Скопје. Сослушувањата се одвиваат согласно распоредот, директно со семејствата на жртвите и Сапорт Кочани. Преку исказите дадени пред јавен обвинител, членовите на семејствата ќе можат да ги остварат своите права како оштетени и да се приклучат кон кривичниот прогон, како и директно да се информираат за текот на постапката и да кажат своји сознанија за настанот. Сослушувањата ќе траат до 29 овој месец. Јавното обвинителство, согласно своите законски овластувања, во текот на целата постапка посветува особено внимание и грижа за жртвите на овој трагичен настан. При сите преземени дејства и одлуки, обвинителите ги имаат предвид и ги штитат интересите на оштетените. Воедно, се уште активен и повикот на обвинителството до сите останати кои што имаат лични сведоштва за несреќата, информации и докази во однос на работата на клубот Пулс Кочани и поврзани фирми, како и сознание во врска со работата на институциите надлежни да постапуваат, да ги споделат со истрагата. Се вели во соопштението од обвинителството. Пријавите може да се поднесат со пополнување на формулар, кој потоа треба да се испрати електронски на наменска адреса istragakочани@jorm.mk. За Сител, Трајан Ристовски. 9 членови на судскиот совет вчера го разрешиле апелациониот судија Инвер Беџети, кој во декември лани се најде на црната листа на американскиот Стейт Департмент поради докази за негова инволвираност во значителна корупција. Беџети неколку месеци со оправдување дека е болен не доаѓал да даде исказ пред комисијата за отворената постапка за негово разрешување. Ова не е прва постапка за него. Во јануари 2023 комисијата на судскиот совет заклучи дека Беџети намерно го чувал во фиока случајот на Сашо Мјалков за да застари и со тоа го повредил законот, а во ноември истата година за тоа го казни со 20% од плата. Во декември минатата година Стейт Департментот на Соединетите Американски држави воведе санкции против поранешниот вице-премиер Артан Груби и судијата Инвер Беџети поради нивна мешаност во значителна корупција. Беџети продолжи со работа во апелациониот суд до вчерашната одлука, а Груби кратко по одлуката на САД избега од државата и за него има активна меѓународна потерница. Иако отворија постапка, од обвинителството велат дека предметот за судијата Беџети се уште е во предистражна постапка. Од СДСМ вела дека нема ни трак од фирмата што доби тендер од МВР на пријавената адреса. Го повика обвинителството да го истражи случајот, а на власта им порачаа дека нема да дозволат парите на граѓаните да се користат за партиски бизнис делки.
нема табла, нема вработени, нема ниту трага од компанија што би можела да спроведе сериозна јавна набавка, а камоли специјализирани униформи за полицијата. Како е регистрирана оваа фирма? Дали фирмата има фиктивно седиште? Тошковски е фатен, жив во голем скандал и мора да одговори. Како е можно една компанија без капацитети, без историја, без вработени да добие тендер во МВР вреден 4 милиони евра за униформи? Ова не е обичен тендерски скандал. Ова се основани сомнежи за системска корупција која оди директно до самиот врв на власта. СДСМ бара итна истрага од јавното обвинителство и поништување на овој скандалозен тендер. Парите на граѓаните не се за партиски бизнис сделки на министрите од ВМРО ДПМН. Изјавата на Филипче дека не чувствува одговорност за онкологија според ВМРО ДПМН е докажала дека е човек за кој граѓаните се неважни, туку важен е само профитот и бизнисот. Побара од него да си замине од политичката сцена. Денес повторно прашуваме дали Филипче е заштитен од судиите и обвинителите кои учествувале во овој процес. Филипче, еве да ти поставиме и друго прашање. Дали не се чувствуваш виновен и за модуларната болница, за несправувањето со ковид кризата, каде што не успеа навремено да набавиш маски, ракавици, медицинска опрема, а да не споменуваме и за вакцините кои сакаше да заработиш на нив. Почитувани Филипче е црна дамка во историјата на македонското здравство и македонската политика. Филипче треба веднаш да си поднесе оставка и да не се бламира во јавноста. Филипче е синоним за криминал, корупција и неспособност. Евроамбасадорот Михалис Рокас потврди дека во текст се засилени дипломатски активности за изнаоѓање на можно решение за деблокада на македонските евроинтеграции. Од владата велат дека не отстапуваат од позициите, но имаат можни решенија за овој проблем. Единствената работа која што можам да го кажам, Република Северна Македонија, незината иднина припаѓа во Европската унија, дека сите ние сега работиме многу напорно се со цел да може да се постигне ова цел. Вистина има огромни дипломатски активности, исто така голем број на посети и средби. Така да било која добра идеја, која што ќе произлезе од такви посети и такви средби е повеќе од добре дојдена за нас. Ако знаете дека тоа е двонасочна улица, не е само ние да имаме иницијатива и да нудиме решенија, треба и од другата страна. До сега беа децидни и тврди во нивните ставови, не отстапуваме и ние, така што можеби еве ќе се најдеме некаде на средина. Она што е важно за нас како влада е дека добрососедските односи и понатаму инсистираме да се негуваат како што треба. Стојан Ангелов со нов трансфер од функционален ЦУК се сели на директорската позиција во ДЗС без ниту еден исправен ер-трактор. Ќе успее ли генералот да ги спои институциите на системот за кризи? Уапсен британецот кој со автомобил влета во толпата навивачи на Ливерпул. Истрагата ја исклучи можноста за терористички напад. Стојан Ангелов доби нова задача. Од функционалниот центар за управување со кризи се сели на директорската позиција во дирекцијата за заштита и спасување, во која нема ниту еден исправен ер-трактор. Иако е предизвик, Ангелов вели дека ќе работи на спојување на овие две институции од системот за управување со кризи. Стојан Ангелов ротира со директорската позиција од ЦУК во ДЗС. Поречи се 5 години менаџирање со кризи во дирекцијата доаѓа на местото ВД директор. По претходен договор со премиерот, како што рече Ангелов, владата го назначила за да го спасува ДЗС од лошата состојба во која се наоѓа. Ангелов ќе менаџира со сериозни предизвици, недостиг на пилоти за авионите за гасење пожари, сервисирање на ер-тракторите, како и со територијалните тимови за справување со пожари. Дирекцијата за заштита и спасување подолго време се наоѓа во агонија. Покрај недостатокот на пилоти, постојат и проблеми со сервисот на ер-тракторите. Во овој момент во државата нема ниту еден функционален ер-трактор, но јас сум оптимист дека набргу ќе ги имаме 3 ер-трактори заедно со посадите, односно пилотите. Се уште нема доволно подпишани договори со тимовите за брз одговор, вклучително и со тимовите за гасење на пожар на отворен простор. Ангелов не се откажува од идејата за спојување на двете институции, но за тоа ќе треба време и доуредување на 19 законски одредби.
е обемна постапка од аспект на легислатива и е потребно повеќе време. Мојот фокус како нов директор на ДЗС е конкретно формирањето на нова институција од двете постоечки. Институција која што ќе ги обедини функциите на постоечките две институции. Додека морам да укажам, целиот систем е далеку погломазен, затоа што летно време, кога беснеат пожарите, ние ги користиме хеликоптерите на полицијата, хеликоптерите на армијата. На неговото место во Центарот за управување со кризи доаѓа Мухамет Али, со кого веќе извршија примопредавање. Инаку ДЗС има голем број ингеренции во справување со непогоди. И токму од тие причини по пожарот во Кучани кој зеде 62 жртви. Со истрагата се притворени тројца поранешни директори. Меѓу нив беше Шабан Саелио, актуелен министер без ресор, кому апелација му ја укина мерката. Кочанскиот суд во последното решение одлучи на Беки Максути и Джеват Селами и двајцата поранешни директори да им одреди дополнителен 30-дневен притвор како осумничени за пожарот во дискотеката Пулс. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Владата сака проектот за Чебрен и Галиште да биде државен, потврди министерката за енергетика, но за да се случи тоа, вели, клучни ќе бидат условите за финансирање. Изградбата на хидроцентралите би траела 7 до 8 години. Божиновска вели дека веќе има заинтересирани фирми за изградба и на 2 когенеративни централи. Чебрен и Галиште да ги гради државата, а парите да се обезбедат од британскиот заем. Ваквата опција за министерката за енергетика е најдобро решение, кое сепак ќе зависи од пресметките колку ќе чини. Во финална фаза се математиките дали ќе не бидат потребни 1,2 или 1,3 милиарди евра, како и условите за враќање на кредитот, вели Божиновска. Самата изградба на хидроцентралите би траела 7 до 8 години. Кога ќе знаеме точната сума, секако ние сакаме да е наш проект, ќе видиме под кои услови, бидејќи тоа е проект што ќе се гради едно 7-8 години, ќе видиме и условите за плаќање, значи нема тоа да бидат одма што треба да се платат парите, ќе видиме под кои најдобри услови може да почнеме со изградба. Вчера премиерот Мицкоски обелодени дека со британскиот кредит се размислува да се градат и овие 2 хидроцентрали, за да се обезбеди стабилност на енергетскиот систем. Спасот и разгодувањето пак ќе се бара во изградба на когенеративни централи, кои ќе произведуваат електрична енергија и газ, кој ќе се користи за затоплување на домовите. Веќе се преговара и за нив. Веќе имаме неколку фирми кои се заинтересирани и кои сакаат да градат 2 когенеративни централи, бидејќи тоа исто ќе биде сериозна инвестиција, значи тука зборуваме за милиарди евра. Ќе видиме, значи разговараме, дискутираме. Мислам дека во најкраток временски рок ќе имаме повеќе информации, меѓутоа работиме, имаме веќе преговори со неколку фирми. Инаку идејата за Чебрен започнува од 1964 година, а во 86-та се склучени договори за изработка на инвестициско-техничка документација. До сега имаше 14 тендери и сите беа неуспешни. Инвеститор за изградба на когенеративните централи пак се споменува од минатата година. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Турска бизнис делегација во Прилеп бара начин за поголема економска соработка. Представници на стопанските комори ги споделија можностите за инвестирање. Се зголемува економската соработка помеѓу бизнис секторот во Измир, Република Турција, од општината Тире и општина Прилеп. Поголема бизнис делегација неколку денови ќе биде во овој регион за да се запознае со можностите, каде и како може да се инвестира во прилепската економија. Заинтересирани за инвестиции, ги гледат даночните поволности во нашата држава, ги гледат можностите каде што може да инвестираат инфраструктурно и сметаме дека ќе донесеме некои инвестиции во Прилеп. Како комара ми е првиот чекор ни беше даноците. И гледаме дека даноците многу ни се ниски, многу имаме очекување од тие даночни бројки. Прилеп, Битола, Новаци. Сите три различни бизниси имаат, различни богатство си имаат и нашите бизнисмenoви мора самите да се решат кај сака да инвестират. Инаку ова е повратна посета. Минатата година наши бизнисмени заедно со представници на општината беа во посета на Измир. Имаме можност да им понудиме да пројават интерес како за размена на сите дејности, стопански дејности, така и отворање на нови инвестиции. И сега ми ќе имаме посебно состанок со моите бизнисмenoви и ќе ги терам тука да инвестираат.
Заменик министерот за економија се надева дека за брзо време овие посети ќе вродат со плод и дека во Прилеп наскоро ќе има голема турска инвестиција. Се надевам дека за брзо време ќе ставиме камен темелник на една фабрика од овој регион. Се надевам дека во Измир ќе биде отворена и трговска канцеларија за врска на бизнисите од овој дел, Пелагонискиот дел на Република Македонија и од околината на Измир. Општините Тире и Прилеп се збратимени уште од 2010 година. За Сител Дарко Штарговски. Во Скопје се одржува Балкански самит во организација на Македонско-американската алумни асоциација. Млади учесници од 7 земји од регионот дебатираат за унапредување на демократските вредности, регионалната соработка и стабилноста. Настанот е поддржано од Американската амбасада во Скопје. Целта на самитот е да го поттикне диалогот помеѓу земјите од Западен Балкан, но исто така и да адресира некои од главните предизвици со кои што сите се соочуваме, како одливот на млади кадри, некои економски прашања, безбедносни прашања, како и прашања поврзани со евроинтегративните процеси. На овој самит ќе земат учество околу 30 на говорници од земјата и странство. Тоа се експерти од областа на економијата, на безбедноста, од академската заедница, како и успешни лидери од приватниот сектор. Ние сакаме да ги сослушаме ставовите и на невладините организации, покрај институционално што работиме посветено на реформската агенда, да видиме што мислат и докаде сме во моментот. Многу се радувам што реформската агенда не остана само како еден папир кој што нели го како обврски ги превземавме од Европската комисија за да ги направиме, туку веќе со првата транша каде што побаравме да се ослободат средства од планот за раст е доволен доказ дека ние како владени институции работиме посветено на реформската агенда. Во продолжение блок вести од светот во избор на Емилија Штерев. 47 лица се повредени во инцидентот во Ливерпул, откако автомобил удри во толпа луѓе за време на прославата на шампионска